За оваа недела оброкот на денот го реализираме со Антонио Вилковски. Практично во секоја сезона многу често знам да кажам ни е присутен, сега дозирано во овие месеци кои што следуваат и кои што ги оставаме зад нас, ќе се обидеме сега и во овој декемвриски период со оглед на тоа дека секој пат секој клиент тој ќе каже своја некоја животна приказна, па мора и својата програма и знаење да го адаптира за потребите на секој клиент. Тој секој пат е и во овој момент кога пристигнува во утринска антилма, во име или сензибилитетот во кој што во моментот сме, тоа е Божикниот пост, се обиде тој во име на оние кои што во моментот ги започнавте календарски деновите на пости, да ви ја донесеме популарната Цезар салата, меѓутоа во постна верзија. Сега тоа ќе ни биде некако оброкот на денот. Го очекуваме само видеото за кое што и јас и тој ќе разговараме. Апропо куркуминот, веќе го имаме пристигнатот, тогаш сум спокоен. Добро ми дојде. Добро ве најдов. Имате убава новогодишно божикна атмосфера во студио, баш пријатно. Да, колешките додеше Иван особено ме искритикува со оглед на тоа дека успеав ја малку повеќе да дадам елемент и моја рака што се вели ги остави девојките настрана, ама реков да биде по-симпл варијанти, така што малку го дозиравме, нели? Да. Одлично. Добро ми дојде во декемвриско издание на оброкот на денот. Добро ве најдов и мило ми е што ве пак сум тука да си помоабитиме. И тоа како, еве ги чекам искрено разговорите со тебе, со оглед на тоа дека вистина ти беше една од можеби јас би рекол повторно поуспешните години, со промоции, со бројни клиенти и можам да кажам бројни соработки, па тоа мислам дека и заслугата твоја за инвестицијата која што ја правиш конкретно еве и во случајот и на Тилма, ама и генерално на платформата на Ајде да јадеме, се со цел некако да ги промениме навиките. Секој пат велам дека колку и да е тоа може би некакво демоде или клише, новогодишната резолуција е многу присутна. Кај нас сакаме да ги направиме промените, па тока ми рекол дека ова е соодветниот период во годината. Како и да е, овој пат рековме во име на Божикните пости имаме оваа вкусна салата. Меѓутоа, добро што е начна темата која јас и ти разговаравме телефонски за куркуминот. Има некои продукти и намирници кои што мислам дека и ти ќе се сложиш, последниве години добија на некаква експанзија, би ја вклучиле секако и таа состојка. Куркуминот, кој што денеска ја имаме и во салати, и во напитоци, така натаму, и се користи особено да речеме во светот на да речеме таа алтернативна медицина, како може некој пат да ни помогне да ги искористиме бенефитите за истото. Јас предлагам ова видео кое што велиш ти често знаело да стигне до твоја адреса. Да, неколку луѓе ми го испратија затоа што и мислам дека има некаде над 30 лајкови, не знам колку прегледувања има. Така што е доста популарно видео. Популарно видео, чисто пред да го погледнеме, станува збор за Станува збор за, да речеме, некој рецепт, да, како природен лек, нели од оние што често ги слушаме, пиеш по една лажичка, јадеш по една лажичка, во тој стил, доста убедливо звучи, па ете, ќе се види од видеото. Ќе се види од видеото, ќе го погледнеме, па ќе му дадеме некаков коментар со Антонио. Into a glass container with a lid. Now, simply add 1 teaspoon of turmeric powder. Also, add 1 teaspoon of ginger powder. And finally, a pinch of black pepper to increase the anti-inflammatory effects of turmeric by 20 times. Mix well, and our golden honey is ready. By combining these ingredients, you're creating a perfect synergy that helps combat chronic inflammatory conditions like arthritis. But the benefits of this mixture go far beyond that. Just 1 tablespoon of this mixture a day will increase levels of BDNF, brain-derived neurotrophic factor, which is beneficial for brain function and could help prevent neurodegenerative diseases. And if that wasn't enough, the curcumin in turmeric helps prevent the growth of cancer cells. If you want all of these benefits, here's how you should consume it. Take 1 tablespoon of this mixture every day, preferably on an empty stomach. If you liked this recipe, rate it from 1 to 10 in the comments. I wish you a long and healthy life. Thanks for your support, and I'll see you in the next video. Интересно е денес, јас би рекол трката дури и во светот на интернетот, кој ќе го направи најдоброто видео и ќе го сподели најдобриот рецепт. Мора да признам дека ова се прилично популарни видеа кои што ги гледаме и секој од нас сака да најде некоја формула на долговечност, како ќе си помогнеме на превенција на некои особено хронични заболувања така натаму. Не можеме да избегнеме и да иземеме да се абстрахираме од моментот дека куркумата апсолутно добро придонесува за да речеме за нашето здравје. Ама еве,
ќе го искоментираме видеото. Ова се можеме да го погледаме режија слободно додека збори Антонио, па за оние кои што го пропуштија. Вакви мешавини мислам дека се многу популарни, веројатно сме, не знам, не само ние, очигледно дека цел свет е некако зависен од тие еден лек што ќе реши многу работи, така нели? Такво нешто коски, така, да, мигрена и така натаму. Па дури и еве не знам, често нели се рекламираат и храни кои што лечат рак и слично. Веројатно сакаме секогаш да го најдеме решението со еден замав, меѓутоа тоа не успела медицината да го направи, па како можеме ние со некои поприродни состојки. Конкретно за куркуминот кој што често се спомнува нели и овдека во оваа мешавина, некои работи се точни, меѓутоа се извадени од контекст. Конкретно за антиинфламаторните процеси, еве за намалување на последиците од артритисот, вистина е дека куркуминот, значи правам муабет за состојката од куркумата, дека е докажано во лабораториски контролирани услови дека придонесува за намалување на воспалителните процеси во организмот. Меѓутоа, пак ќе речам, во лабораториски услови и изолиран куркумин во голема доза. Значи, правиме муабет за куркумин од некои 1, 2, 3, 4 грама куркумин. Колку има во готварската куркума? Некои 200-300 милиграми. Значи, правиме муабет за многу мала доза, плюс тоа не е ни изолирана, значи куркуминот од самата куркума се абсорбира во организмот некои 5-10%. Значи, тие 200-300 милиграми уште повеќе се намалуваат. Така што не можеме толку да го сметаме за лек за се, затоа што не го примаме куркуминот во таа доза колку што е во испитувањата. Испитувањата најчесто се прават на концентрирани делови од храната и најчесто во суплементирана форма, како што е во случаев. И вистина е дека има испитувања што покажуваат дека помага дури кај некои воспалителните состојби. Да, воспалителни состојби при артритис помага, дури и во некои мали клинички студии има покажано и дека можеби го намалува растот на клетките на канцерот. Меѓутоа, тоа се пак големи дози, кои што во домашни услови не може да се достигне, посебно не во еден ваква мешавина, во која што, еве, ако се зима по една лажичка од цела оваа мешавина, тоа би дошло многу минимално куркума. Вистина е дека е потребно што билиш ти за да... Да, и тој пиперин во црниот пипер дека го зголемува дејството на куркуминот, меѓутоа пак ќе речам кога се изолирани и кога се во форма што е доста дигестибилна, односно лесна за искористување во организмот. Не во ваква форма. Во ваква форма можеби малку нешто ќе придонесе, не како што се кажува, нели? И уште едно тврдење има дека помага за подобрување на БНФ, кои што се протеини, кои што придонесуваат за развој на мозокот, на клетките на мозокот, за функционирање. Тоа ми се чини едно од оние тврдења кои што се како да речам, претерани во целата оваа работа. Или небулозни во овој. Да, затоа што точно дека има правено некои испитувања врз животни, врз луѓе, мислам дека некои минимални студии, покажано е пак дека концентрираните форми на куркумин, на црн пипер и не знам што таму, може ќе придонесат нешто за подобра функција на мозокот, меѓутоа пак се тоа под знак прашалник. Значи нешто како лажна реклама. Горе-доле во основа е точно тоа што се кажува, меѓутоа извлечено во контекст е малку преувеличено за да може нели да звучи бака поексклузивно. И секогаш кога се создава и некои еве да речеме од овие мултивитамини, мултиминерали што се продаваат или вакви некои мешавини, прво мора да поминат низ лабораториски тестирања да се види дали вистински функционираат во организмот како мешавина. Затоа што без разлика што состојките, одделните состојки може да се доста да придонесуваат, да се активни во организмот, меѓутоа заеднички можеби и не се баш толку или во дозата што ќе се прими, не се толку со толкави придобивки за организмот. Што видиш, можеби самите комбинации на состојките се одлични, знаеме дека секој од нив придонесува за една убава здравствена состојба кај човекот, меѓутоа тоа може само да биде во некоја доза и да ја имаме како редовна навика, ама дека ќе ги елиминира сите можеби
Значи тоа може да биде во минимална доза кога ќе го примеме. Значи не е испитано тоа дека може да функционира. Дури и суплементи кога се создаваат, оние мулти. Збориме за вештачките, нели? Да, вештачките, да. Дури и тие ако не се испитани дека можеби некои состојки меѓусебно се противречат, нели? Можеби не се контрадикторни се, да. Така што додека не се испитаат и тие, можеби џабе ги пиеме, нели? Не е дека ако се направи некоја мешавина од состојки што е докажано дека функционираат и дека таа готово таа мешавина прави одлична синергија меѓу нив, не е туку така. И последно е тоа што таа комбинација на црн пипер, куркума, мед може на пример на луѓе што имаат гастритис или проблеми со желудникот може баш да им штети. Да. Односно дополнително да им создаде киселини, дополнително дразнење на желудникот. Така што ова е добро онака за одржување, нели, форма, некаква виталност или придонес. Да, како придонес во целата исхрана, ама дека толку чудни дејства има, тоа мислам дека не е баш оправдано. Добро, ќе се сложиш дека денеска интернетот ни ја дава таа можност секој од нас да монетизира на свој начин или да создаде некакви нели свои брендови, нели вакви рецептури кои што ќе придонесат за поголем приход. Не велиме дека некој не сака да помогне тама на работа. Секој од нас се обидува веројатно да има таа некаква формула на подобрување. Не, види, сега да, на интернет може се да се каже, посебно што нема никаква проверка. Еве, баш е популарна ова Барбара, како беше, не знам, како беше презимето, не знам точно. Многу е популарна, постара жена, нели, која што мислам дека дојде и во Македонија пред неколку месеци беше поканата. Нутриционист или грешно? Не, она мислам дека е нешто, дали е натуропат, хомеопат, не знам што точно. Меѓутоа е склона на такви претерани ветувања. Па не знам, едно вирално видео имаше со неа како човек што се онесвестил го разбудила со каен пипер. Човек што веќе фактички бил во кома, го разбудила со каен пипер. Значи толку звучи неверојатно што мислам дека и обичен човек веќе не може да поверува во тоа, меѓутоа тие видеа имаат прегледување, луѓе мислат дека тоа е точно, па дури кога ќе кажам јас на пример дека куркумата што ја користиме дома, кунската, скори да нема некакво посебно дејство, веднаш негативни коментари како можеш да коментираш врз нешто што некои го докажале, ама во концентрирана форма, не го докажале во форма како што го користиме тоа нешто дома. А многу лесно, лекомислени сме за се, кој што се нуди на пазарот. Претпоставам дека секој од нас бара, трага по добар совршен рецепт да си помогне и некој пат нели сакаме да веруваме во нешто што и самите можеби не можеме да се потпреме толку лесно. Меѓутоа има малку автори денеска на пазарот. Да, тешко е кога во нешто сме се увериле, односно цврсто веруваме дека можеби помага и сега одеднаш некој ќе каже па можеби и не е баш така, малку тешко ни е да го прифатиме тоа ново мислење, посебно што ваквите работи кога самите себе ќе се увериме дека действуваат, доста даваат и плацебо ефект. Така што не е толку едноставна работата и пак ќе речам, ако медицината не открила еден лек за се, до сега, значи не можеме ние во домашни услови тоа да го направиме, кај што е доста неконтролирано. Јасно. Да, и убаво велиш, а и на пазарот се појавуваат доста алтернативни, можеби, методи за да си помогнеме. Многу. Така што, се е во ред да го имаме како убава навика, можеби и овој рецепт, затоа што ништо од овие што велиш, ништо не е лошо. Ако некој има проблем со гастритис и така натаму, ништо не е лошо, напротив, секој пат со тебе и со други твои колеги ги нотираме работи дека треба куркуминот, црниот пипер, медот и така натаму да ги користиме секако во некоја умерена доза. Да бидат помош. Не можеме да очекуваме чудо, тоа е наветот. Ако те прашаме сега конкретно за куркуминот, која е таа практична вредност максимално што можеме да си го имаме во текот на денот? Еве, да речеме ако сакаме некакво некоја минимална придобивка, еве една лажичка да се претера, нели? Да, една лажичка да се додаде, еве навистина во комбинација со црн пипер, чисто еден мал дел да се искористи, може да се додаде нели во манџи, во готвени јадења, а некои гледам дека прават и од овие напитоци со млеко или со растителни млека па со куркума, може некои такви еве да речеме комбинации, чисто ете да придонесеме во целата исхрана па и со куркумата плюс. И со куркумата плюс. Нема да заборам дека пред јас и ти колку има една година, можеби календарска, кога говоревме за постите и книгата беше наменета за луѓето кои што сакаат. Па не една година, од март месец. Рече си. Да, рече си. Меѓутоа, да, па и добро кажав на почетокот дека годинава ти е вистина една од поубавите и поуспешните, затоа што откако те познам и постојано инвестираш во себе и во знаењето како нутриционист и вистина го добиваш аплаузот, тоа си сам свесен. Така што ќе ти посакам така повеќе книги во иднина. Ама во име на постите, за оние кои што трагаат еве рецепт,
Многу интересно, вете прашавме со колегите во студио, со Саша и Горан. Ова е всушност наут кој што ќе го искористиме и мора да признам дека е популарна намирница како закуска, како грицка, за грицкање. За оние кои што сакаат можеби да регулираат со гојазноста и тежината, остава тебе да го опишеме рецептот. Да, ова е салата инспирирана од познатата Цезар салата, сега да не речеме дека е стриктно иста. Овде имаме зелена салата, било каква може комбинација, марула, ајсберг, овдека јас ги недов овие сега ги има пакувани готови. Сега наутот ќе ни биде замена за пилешкото. Вака наутот, значи не е ова само сварен, туку и потпечен плюс. Кога е сварен наутот, без да го сушиме премногу, ќе го може да го промешаме со масло и со зачини по избор. Јас ставив тука лук во прав, црвен пипер, црн пипер. И се до тоа било промешано да се пече на некои 200-210 степени, некои 15 на 20 минути. Супер. Да добие крцкава структура. Јас помалку го печев. Како кубети, да речеме. Да, така нешто, ама ево овде ќе ни биде замена за пилешкото, да речеме, затоа што има повеќе протеини од останатата растителна храна. Тој ќе ни биде замена за пилешкото. Лепче ќе ставиме како кубети. Лепчето дека е свежо, меѓутоа може да се пропржи малку на масло, исто со лук во прав. Да добие така крцкава форма. И овдека е мајонез од индиски ореви, кој што мислам дека е веќе доста популарен. Фантастичен намаз, мора да го мислам се користи како дресинг, меѓутоа доволно е да го намачкате на лепче и одозгоре да ставите било каква намирница и протеински намаз имате. За тие што не знаат како се прави, се откиснуваат индиски ореви. Задолжително мора да бидат. Да омекнат баш добро. Се додава сок од лимон, повторно може лукче да се додаде, сенф, јас додадов и малку соја сос и сол. Треба да биде поинтензивен вкусот, затоа што се менува, се меша со салатата, да не се разреди премногу. И сега убаво е за да наликува баш да дава вкус на Цезар салата, се става и пармезан таму. На времето се продаваше нутритивен квасец, тој е деактивиран квасец кој што така помнам. Да, кој што имаше вкус на сирење, така нешто. Сега многу тешко се наоѓа, мислам дека и го нема. И затоа не ни купив, и на времето беше доста, јас кога експериментирав со веганска исхрана, беше доста скап. Па знам дека го мерев со лажички кога ќе искористам. Така што во оваа салата би дошол одлично и тогаш би била баш со вкус на Цезар салата. Ако го пронајдете, супер, може да си го додадете. Кој ќе го најде, може да го додаде во оваа комбинација, дури може и во самиот мајонез да го додаде, па да ја почувствува таа комбинација. Вака лепчињата. Супер ти испадал, мора да признам и со оглед на тоа дека некој пат мене ми искача во малку потечна форма, ама ова е вистинскиот, јас би рекол. Да, тоа заборев да кажам дека се блендира, јас го блендирав со сојно млеко, или може и со вода да се блендира, ама јас сакав малку за да дадам на протеини повеќе, а и по некако креместа излегува структурата. Треба само да се искористи добар блендер и убаво ќе се добие кремаста структурата, посебно оние блендери што се, мислам дека и ви имавте таков некој сличен тука, што се со чашки помали, тука излегува подобар, покремаста излегува структурата на самиот мајонез. Само тоа пак ќе кажам да биде поинтензивен вкусот за да не се раствори во целата салата и да нема ефект. Јасно. Супер. Еве ги, да не ги сечам сите лепчиња. Најде да јадеме, претпоставам дека периодов има и доста рецепти можеби за. Па да, малку ми е во подготовка сега страницата нов дизајн. Еве ги, значи овие треба да се подпржат малку. Да, ако сакате нели да биде баш како кубети. Да бидат баш како кубети. Јас сега го изронив лебов, ама добро ќе ги одберам само тие цели парчиња што се останати. Да. Ништо нема да му пречи апсолутно. И ова може со лажичка да го додадеме. Уште да имаме лажица. Добро, тогаш ќе го. Дали са вако нешто може да. И еве од страна вака ќе го додадам. Не е доволно течен, а не е течен затоа што треба да има имитација, да биде имитација на мајонез. Вака да не го фаќам со рака. Ќе се измеша се убаво, да, и веќе се добива салата која што доста заситува, затоа што има протеинска бомба. И протеинска колку што може да се извлече од растителна храна. Да, меѓутоа ќе кажеме дека наутот е апсолутно добра замена за месо. Па за време на пости да. Така? Да. Што друго може да биде како субститут кој што ќе замени да речам нели оние кои што се мене викнати ајде да речеме за. Да, мешунките се одлична форма, значи зборувам за граф, леќа, за наут, сега кој сака тофу може да воведе затоа што не секој може да поднесе секој ден да јаде мешунки, нели? Па еве тофуто може да биде како комбинација. Да. Рибата сега за да постие повеќе дозволена за разлика од великденските, може да се искористи, редовно да се користи киноа, хејда, кои што
придонесуваат во целата, нели, во вкупниот износ на протеините, колку што може максимално да се искористи да се внесат протеини секогаш што може од растителна храна. Ки си ја посакаме убавата 2026-та, се надам дека ќе имаме прилика уште мал милион вака поводи да имаме да разговараме и генерално за празниците се тука или ќе земеш од дешка? Па јас сакам искрено малку да паузирам од создавање содржини затоа што секогаш пред нова година исцрпува, се губи инспирација и веќе почнуваме нели како автопилот да функционираме. Така да планирам после нова година малку одмор, после тоа имам доста планови, веќе имам некои проекти што ги закажувам, ама додека не се реализираат не би спомнувал за што се работи. Битно ќе биде пак активна годината. Прекрасно. Сериозно ќе ти посакам уште многу средби со луѓе и председни вака рецепти. Ќе потсетиме уште еднаш на ајде да јадеме и на Инстаграм профилот може да следат таму и постојано апропо нели содржините знаеш да советуваш и да едуцираш, така што ти благодарам за тоа што го правиш. Фала за поканата. Секое време. Ова беше најновото издание на Оброкот на денот.